Еве сме назад во студиото, Сељатин Бељули веќе е до мене, директорот на Агенцијата за вработување. Во сакувам добар ден и ви благодарам и на вас што ја прифативте мојата покана да зборуваме за оваа интересна тема. Добар ден, фала на поканата. Оперативниот план го објави премиерот, го објавија министрите, владата. Сега наред е да аплицираат граѓаните во Агенцијата за вработување. Од кога може, директоре, да се аплицира за дел од мерките? Да, подготовката на оперативниот план за 25-та оди на таков начин и во тој процес што е во надлежност на Министерството за економија и труд, а го усвојува владата на редовна седница на владата. Тој процес е завршен. После откако ќе се усвои на влада, процесот оди во Комисија за заштита од конкуренција, а они да се произнесат во смисла на дали е се во ред? Дали е во смисла на нелојалност, лојалност на конкуренција и така натака. Од кај нив имаме веќе решение и можам да најавам и за вас, за вашите гледачи, особено за невработените лица, работодавачите, не работодавачите, туку оваа мерка ќе биде за самовработување и за Да, самовработување, тоа е цела една програма каде што ќе одат 3 активни мерки. Добро. Едната мерка ќе биде за млади лица до 29 години. Добро. Втората мерка во склоп на таа програма ќе биде за невработени лица над 29 години. И третата активна мерка во склоп на таа програма ќе биде мерката каде што две лица ќе може да се здружуваат и да основаат друштво со ограничена одговорност. Од кога ќе може ова? Ова оди од понеделник, датумот е кој е 9 мислам дека 9/6. И сите заинтересирани невработени лица кои што сметаат дека имаат конкурентна бизнис идеја, ги покануваме да аплицираат во 30 центри на Агенцијата за вработување, значи секој таму каде што живее, и ние понатака во процесот на одлучување ќе ги подржиме по-конкурентните, по-квалитетните. Ќе ми кажете како се доаѓа и како се одобрува кредит. Сакам хронолошки да го разработиме овој оперативен план кој што вели 400 милиони евра за 16.000 нови работни места. Секој сектор во стопанството има недостаток со работен кадар. Како дојдовте до бројката 16.000 граѓани? Како се прави еден оперативен план? Рековте дека Министерството за економија го има подготвувано, преку вас се спроведува. Прашањето ми е како се наоѓаат овие лица и бројката од 16.000 граѓани кои што треба да бидат вработени? Значи, се извинувам, мора една дигресија. На вашето прашање не се работи за 16.000 вработување, туку бројката 16.000 е вклученост, зашто сите мерки не водат кон вработување. Значи има мерки кои што водат кон директно вработување. Добро. И тие ако ги собереш според индикаторите што ги имаме зацртано во оперативниот план, изнесуваат 3.500 до 4.000. И има други мерки како што се обуки, практиканство, јавни работи, кај што ние фактички со нашите активности и со тие мерки на заинтересираните невработени лица се обидуваме да им ја подобриме вработливоста, за да можат што побрзо да бидат вклучени на пазарот на трудот. Се прават обуки, мислам дека направивте и уште една грешка за да бидеме по-коректни кон јавноста. Ако рековте 400 милиони евра, не се 400 милиони, 40 милиони евра. Да, може да се 400, ама ги да, има за 40 милиони евра, за да се помогне на 16.000 граѓани. Да се вклучат во активните мерки содржани во оперативниот план. Ја представи така и премиерот во оваа мерка. Што содржи сега оперативниот план? Рековте до 29 години ќе има посебни мерки за вработување на жени, посебни мерки за социјални категории, посебни мерки за ромската популација. Дајте ни ги деталите сега вие. Оперативниот план, ако земеш во целина, тој е составен од неколку активни мерки, ама како во целина за да биде полесно и по објаснливо и за вас и за вашите гледачи.
и се разбира за нашите невработени лица, работодавачите, се состојат од две категории, две групи на мерки. Едната група на мерки, тоа што спомнав, кои водат кон директно вработување, тоа е самовработување, мерката, поддршка за самовработување на невработените лица. Тоа води кон директно вработување, бидејќи невработените лица на крај тие што се рангираат и потпишуваат договор со нас, основаат фирма бизнес и продолжуваат со нивниот бизнис. После втора мерка е вработување и раст на правни субјекти, каде што работодавачите ги поддржуваме со одредени средства доколку они вработуваат лица, млади лица до 29, невработени лица над 29, таму како таргет ги имаме и лицата со посебни потреби, ромите, жени со завршено средно или високо образование и воопшто ромите како целна група кои што ни се како таргет и индикатори во самиот вовед на оперативниот план. Тие таму имаме зацртана како индикатор дека ќе бидат присутни или ние ќе треба да реализираме 5% од оваа бројка да ни бидат од ромската етничка заедница. Колку пари? Околу 10.000 евра е информацијата дека ќе се дава сега за отворање на сопствен бизнес. Кои се условите еден невработен човек да ги има за да аплицира, каков бизнес план треба да направи, кои документи му се потребни за да дојде во агенцијата и да аплицира за отворање на сопствен бизнес? Многу убаво се совпадна ова наш разговор тука со вас што го правиме за да трнеме кон објаснување и промовирање на оваа мерка. Спонтано, не е да многу конкретни прашања, чисто она што го интересира народот го представувам јас како теми и дилеми. Пошто велиме фокусот ни е кај младите. Така. Младите да ги задржиме, да остануваат тука да работат, да действуваат и тука да живеат и да си создаваат свој живот, што помалку од нив да ни бегаат надвор. Добро. И што е можно повеќе да ги вратиме назад, зашто без младите нема иднина едно општество, нити село, нити држава, ни град и така натака. Што се однесува до износот на средствата за младите, ние ги поддржуваме малку повеќе со 10.000 евра. Значи тоа се не секое младо лице, туку треба да е невработено лице, активен барател на работа. И после се невработените лица над 29 години, кои што ќе бидат поддржани со 7.000 евра. И она друштво со ограничена одговорност, каде што може да се двајца се спојуваат, каде што може да се здружат две невработени лица, двајца невработени лица, тие ќе добијат според возраста. Значи ако се колку време треба да бидат невработени? Има услов? Нема некој услов. Нема некој услов колку време треба да бидат. Значи јас можам сега денеска да напуштам работа, да се пријавам дека сум невработен и утре да аплицирам за кредит. Ако мислите дека можете... Имам добра бизнес идеја. Ако имаш добра бизнес идеја, ако мислиш дека со тоа не значи нема 6 месеци, година, дена или нешто, нема, тоа ми беше прашањето. Добро. Кои се критериумите за добивање? Критериумите за добивање прв дојден прв услужен секако. Меѓутоа, што треба да има како бизнес план? Што поддржувате? Не, оваа мерка нема прв дојден прв услужен. Туку? Оваа мерка е првиот услов да биде невработено лице. Тоа го рековме. Да. Вториот услов се има зашто реализацијата на оваа мерка и она доаѓањето до потпишување договор со невработените лица и започнување на бизнисите од нивна страна е процес кој што трае, па да се надеваме дека за 3-4 месеци ќе завршиме. Значи не е краток процес. Прво невработените лица кога доаѓаат да аплицираат кај нас, пополнуваат еден прашаник на основ на кој ние доаѓаме до заклучок колку тоа невработено лице има општи сознања, разбирања, поими во смисла на водење бизнис. И бодовите, тоест поемите... Завршено образование, предпоставувам? Да, и завршеното образование влијае. Некој искуство, евентуално, кој што он го има претhodно, а сега веќе го нема. Сето тоа се собираат одреден број на бодови и тоа е не на некој начин, туку е тоа квалификационен
момент кај што се рангираат лицата, доколку ние опфатот кај младите лица ние 720 млади лица имаме планирано, значи тоа планирано што имаме обезбедено буџет. Ако велиме за нив дека се 702, ако се пријават 1000 кај нив, ние ќе мораме да направиме селекција. И таа е првата селекција и првото рангирање што се прави. И кој ќе отпадне, кој ќе добие тогаш? Да, тогаш ние Не зборам, ве прашувам, ако има 1000, кој ќе отпадне, кој ќе добие? Ќе отпаднат тие што имаат помал број на бодови во прашалникот. А ќе одат понатака тие кои што се рангирани со повеќе бодови. Добиваат кеш, пари на сметка или треба, например, ако е занаетчија, да купи потребен материјал, што му е, па веќе рефундирате? Ако влегува во друг бизнис повторно, ќе треба да купи некаква стока, па веќе рефундирате или како? Не. Како ги добива тие средства? Втората фаза не ја кажавме. Втората фаза е изработка на бизнис план. Бизнис идејата што ја имаат, која што дали е конкурентна или не, ние ќе го провериме со изготовка и првото е прашалникот, потоа е бизнис планот. Бизнис планот ние ангажираме Тој е веќе ако влезе во тие 700. А потоа треба бизнис план. Или? Да, ако влезе во тие, не сега 700 таа прва селекција не ја правиме со тоа зацртаната бројка индикатор што имаме како опфат. Туку одиме со поголема бројка зашто рачунаме зашто во меѓувреме некој ќе се откаже, ќе се случи нешто во животот, ќе му се отвори некоја нова врата. Рачунаме на тоа дека тој број е поголем за да имаме ние на крајот тоа што поголем избор. Зацртано, да, поголем избор. Истото тоа се прави и со бизнис плановите. Бизнис планот, невработеното лице кое што оди кај нас одредена бизнис идеја, која што смета дека ќе биде конкурентна, добро, во однос на овие, ама и во однос и на другите бизниси, што кога он ќе почне да се вклучува во стопанството, во бизнисот, го прават со консултанти. Консултанти кои што имаат лиценца за изработка на бизнис планове. Тој процес на изготовка на бизнис планови меѓу консултантот и невработеното лице е повеќе во надлежност на Агенција за поддршка на претприемништво. Тука, значи, во оваа фаза се вклучуваат и они со нивните консултанти, активности и така натака. Колку чини еден таков консултантски договор? Знаете? Не сум сигурен, да ги прашате колегите. Не, ќе ги прашам, него дали вие знаете колку чини. Нешто имам некоја сума, ама да не дам паушално после. Добро. Најдобро е кај нив да се обратите, они ќе ви кажат. Задолжително е да има консултантско мислење. Да, консултантот се ангажира, зашто невработеното лице, тој има бизнис идеја, тој не е стручњак за правење бизнис планови, сепак тоа... Меѓутоа зборуваме за сума од 10.000 евра. Не зборуваме за повеќе. Да, ама видите, многу успешни бизнис планови што ги прават и надвор од овие мерки, луѓето се обраќаат кон консултанти некои да им кажат: ја имам таа идеја, сакам ова, ги кажува невработеното лице, ќе ги каже тие главните точки на својот бизнис. Консултантот дали на бербер кој што е невработен му треба бизнис консултант да отвори берберница? Да, ќе треба и за него. И за бербер и за сите други што планираат. 10 години работел бербер, останал без работа, бара од вас да си отвори свој дуќан. Што ќе му е него бизнис консултант? Да купи 3 пара ножици, 2 фена, едно огледало и да изнајми дуќан од 200 квадрати. Видете, вака кажано... Мислам, најпросто. Да, најпросто. Зашто му е него бизнис план? Само што во бизнис планот и за да влезе во конкуренција како конкурентен бизнис и ние него да го поддржиме. Најмалку дека потценив нешто, чисто ми беше идејата. А има такви, видите, оваа мерка е насочена кон невработени лица, ама и кон невработени лица кои што обавуваат некој неформален бизнис. Така. Тоа го кажа и премиерот на пресот. И тоа е така. И сега имаат шанса преку оваа мерка да се формализира, така, да биде дел од стопанството, да платат данок. Види, не значи дека секој едно лице кој што работи бербер или нешто друго работи и сега сака да го види, со 10.000 евра не може нешто многу поголемо да се отвори. Не да може. За фризер, бербер и може, ама за други некои бизнеси што се
Поамбициозни, тоа се Механичарска работилница секако дека нема да може да отвори, Па затоа што нешто, ќе се бара повеќе пари. имаме ние случаеви во минатото каде што се снаоѓаат и од И со други кредити, јасно е тоа, така. Кредити, помош од родители, Затоа го од спомнав, роднини, тој така се фати натаму. за тој бизнис план, не е битно. Да продолжиме понатаму, ете, значи требало и такво. И тој, околу доелот ме интересира. ДОО. Да. Друштво со ограничена одговорност. Зашто ДОЕЛ е само едно лице кога Така, е. кога се едно лице, да. Кога се во Друштво со ограничена во одговорност фузија. на едно лице, а ова ДОО е со две и повеќе лица, а во Така. овој случај се две лица. Тоа е иста постапка, како Или што кои ќе бидат обврските први да ни кажете? обврските Да, колку време ќе треба да работи? Што доколку обврските не на- успее да, бизнес планот? Дали треба да ги врати парите? Што треба да прави? Да, да. Значи, обврските на невработените лица кои што ќе заснуваат бизнис преку оваа мерка се 2 години најмалку. Ние ги следиме во нашиот со помош на нашиот софтвер 2 години да има обртна средства преку нивната сметка. Значи да имаат економска активност во нивната сметка. Минимално што се бара во тој дел тие да исплатуваат плата и придонеси за себе си или ако се двајца за двајцата. За вработените. Доколку тоа не се случува така и доколку тој во текот на тие 2 години нема економска активност во смисла на обртна средства и тек на пари во живосметката, ние ги повикуваме и за жал принудени сме да во одреден зацртан законски процес средствата ги побараме од нивна страна да ги вратат назад. Ако речат нема извршители? Ако речат нема, тогаш се оди судска постапка. И судот тука одлучува дали треба да ги врати или не. Добро. Колку има од оперативниот план од лани реализирано? Имаме бројка? Како заврши ланскиот оперативен план? Па над 90% од зацртаното, што беше. Мислам дека опфатот, ова што збориме 16.000 лани, колку беше бе? помалку од 14.000. И така, ние се вклучивме во средина на годината и со август, септември, ама интензивно се работеше и успеавме да дојдеме до висок процент на реализација. Како неуспешни бизнес идеи, колку имаше од ланскиот? Имате Нема информација? неуспешни. Кој е вака да не може да му пропадне бизнисот, па да треба да ги враќа? Имаме такви? Не, тоа се следи континуирано. Значи, ние ги следиме во системот и како што тие бизниси како што се движат во смисла на обртна средства, плаќање на придонеси и така натака, така и ги повикуваме. Значи, не оди тој процес веднаш на суд или врати ги парите така, или... Така. Има некаков договор, сепак не е дека се... Не, ги повикуваме лицата, седнуваме до кај се, како се, ги предупредуваме дека во договорот им стои некоја обврска која што ако нема економска активност во нивната сметка, дека они зимаат за обврска да ги враќаат средствата. И тоа така се спроведува. Има и случаи каде што се водат, значи тоа зборуваме за минати години и они се должни да ги враќаат тие средства затоа што ние како агенција за вработување на крајот на денот треба да ги браниме интересот на буџетот на агенцијата. Кој одобрува? Која е комисијата? Како се прави селекција? Кој ќе го прави тоа? Тимот од кој луѓе процесот оди сега во понеделник се објавува јавниот повик за учество. Едно невработено лице кое што одлучило има таква идеја за заснување на свој бизнис, оди во Центарот за вработување да аплицира. Таму едновремено го пополнува и прашалникот тој што го спомнав. И после се враќа дома и чека исход. Така. Од прашалникот кога ќе имаме резултати, ги рангираме сите лица и ги известуваме сите лица учесници дека одат понатака или не одат понатака. Кој одлучува за тоа? Дали одат понатака или не одат? Во овој случај одлучуваат БДО-вите од прашалникот. Добро. А потоа за да се добијат пари, кој одлучува? За да се добијат парите, ние имаме комисија за селекција. Добро. На учесници во активни мерки, меѓу другото. И кои членува таа комисија? Во таа комисија членуваат
членови од 9 институции, тоа се обично министерства, значи Агенција за вработување, Министерство за економија и труд, од влада, од Канцеларија на председател на влада, Министерство за социјални работи, демографија и млади, мислам дека е поновиот назив, дигитална трансформација и уште некој ако заборев, нека ме извинат. И сите тие елаборираат што е добро, што не е добро. Сите тие комисија и заседаваат како комисија има деловник за работење. Администрацијата наша ги подготвува материјалите и тие кога ќе бидат подготвени, пример за оваа мерка материјалите за разгледување, им се доставуваат поединечно на секој, седнуваат на состанок и одлучуваат дали тоа рангирање ќе биде и ќе помине, дали овие лица ги исполнуваат сите услови во смисла на транспарентен процес и правичен процес. И со нивно одлучување тогаш нашите активности течат натака за подпишување договор со тие невработени лица или со работодавачи и на крајот се доделуваат средствата. Мислам дека ме прашавте и за парите преска, дали се доделуваат така, како се дали се добиваат да. Пари или се рефундира она што ќе го купи? Не ти одговорив, ама не дека не сакав туку нешто друго објаснував. Тие пари одат според спецификацијата што се прави во оперативниот план. Во бизнес планот. Таму има една спецификација на набавка, што ти треба за започнување на овој бизнис и ќе се наредат таму фрижидер, не знам која опрема, машина некоја. Така, се што треба за бизнес. И тие си стојат таму. Кога ќе дојде работата, дека е завршена и невработеното лице подпишало договор, основала фирма, сега треба парите ние таа обврска да исполниме кон нив. Тогаш они ни доставуваат фактури од добавувачи, што ги имаат и ние на основ на тие фактури, на основ на една сметка која што е посебна сметка за трансфер на тие пари од кај нас кај новоформираната фирма и одат до добавувачот. Значи, кога ние ги исплатуваме на новата фирма, која што ја поддржуваме, таа нова фирма нема можност тие пари да ги употреби за други, туку се наменски и одат за набавка на опрема и репроматеријали. Ете, да разјаснивме и тоа. Сакам да ми појасните, имаме уште 1,5-2 минути. Како агенција за вработување, колку преку агенцијата за вработување може да се најде работа? И преку овој оперативен план, еве кажавме, и пред или да не е оперативниот план. Каков посредник сте вие помеѓу стопанството и невработените лица? Па не сите наоѓаат работа со наша помош, ама има многу што наоѓаат работа. Илјадници работни места има слободни. 100.000 невработени активни има во агенцијата за вработување. Округло. Како се кој е мостот сега за вработување? Значи, видете, ако зборуваме за тој проблем е малку поширок по сестрани и така натака, има факт е дека има еден јас меѓу побарувачката и понудата на работна сила. Тој јас на што се должи? Се должи на фактот што работодавачите имаат потреба сега, како што оди времето, се повеќе и повеќе за многу профили. Скоро тие профили сега се шират по секој сектор. По секој сектор. Секој сектор си има потреба, тоа е јасно. Да, треба да го кажеме, тоа е така, тоа е реално и треба се справуваме ние во идно време со тој проблем што го имаме во стопанството. А друга страна, како што кажа, имаме 94.700 невработени лица, заклучно со 34 оваа година. И сега што е работата? Зашто има недостаток, а тука бројката е не е голема, не е огромна, вака како земеш, тоа е 10-11%. Како процент на невработеност не е некоја... Од 700.000 вработени, 100.000 невработени... Да, ама ние имавме пред 3 години 4-5 до 200.000. Уште повеќе? Да. Не, добра, не... За мене, моја перцепција е дека е огромна, за вашот, не знам сега, тоа е ваше мислење. Јазот што се, мислам, ова е по
ова тема не, и јас мислам дека не е мала, ама дека и не е толку. Добро, друго беше муабетот. Да. Како невработено лице и колку често и колку може да се вработи, да очекува вработување оној кој што се пријави во агенцијата за вработување. Ако ми дозволите да завршам со она објаснувањето за јазот меѓу работодавачите и невработените лица, се должи на структурата на невработените лица што ја имаме ние во агенција за вработување. Таа структура, значи ако се 94.000, таму неде цирка 45 или поточно процентално кажано 61% се со основно или неоформено основно образование. Немаат никакво образование. Да. И тоа само по себе е една голема цифра. Ако 94.000, 74, значи пола ти остануваат, другите само со средно и високо. И тоа само по себе е проблем, затоа што рачунаме дека тие со основно и без основно не владеат со некоја вештина, не владеат со некоја способност и треба дополнително системот, во овој случај во тој систем и ние како агенција за вработување, да проработиме на подобрувањето на вработливоста на тие лица заради вклучување на пазарот на трудот и токму оперативниот план има такви мерки кои што предвидуваат и обуки разни за... Значи може да се обратат граѓаните и за разни обуки. За нивно вклучување и подобрување на нивната вработливост, подобрување на нивните перформанси за можностите за вклучување на пазарот на трудот. Уште неколку минути, ако продолжиме, ќе влеземе во терминот за вести. Овде ќе мораме да го прекинеме нашиот разговор. Јас ви благодарам, објаснивте одлично дека, како што рековте, од понеделник невработените лица и оние кои што имаат бизнес идеи ќе може да аплицираат во агенцијата за вработување 10.000 евра на располагање до 29 години за отворање на сопствен бизнес. Директоре, ви благодарам за информациите. Ви благодарам и на вас за просторот. Почитувани, овде го завршуваме денешното студио 10, како што реков, за неколку минути почнуваат вестите во 12 часот, па ќе се обратиме од другото студио. Пријатно.